Представници од Агенцијата за храна и ветеринарство вчера остварија средба со заинтересирани граѓани и компании на која даваа одговори на прашања од делокруг на работењето на агенцијата. Активноста се реализираше во рамки на проектот Отворени денови на земјоделците со представници од Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за земјоделство, Земјоделскиот државен инспекторат. На средбата дојде и советникот во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Крива Паланка, Владко Ристовски, кој за телевизија Златен канал ја даде следната изјава. Ова средба беше замислена со директорот на Агенцијата за храна и ветерина, со земјоделците од општина Ранковци, кој што поради оправдани причини не може да биде присутен на денешната средба, но ги задолжи вработените во Агенцијата за храна и ветерина, кои што ќе остварат контакт со населението, ги слушаат сите проблеми на граѓаните кои што се јавуваат од областа што ја работи Агенцијата за храна и ветерина, што можат, значи, директно одговараат на нивните проблеми, што не ќе се консултираат со надлежните институции веднаш, значи, во текот на денот и во текот на утрешниот ден ќе биде одговорено на барањата на граѓаните. Исто така ги слушаме и нивните предлози, сугестии и мислења кои што се внесуваат за подобрување на работата на Агенцијата за храна и ветеринарство, како и на сите други институции кои што се занимаваат со земјоделство. Целта е, како што рековме, значи да кажат земјоделците со што се стретнуваат, кои проблеми, забелешки, така. Па така, значи блискоста со граѓаните е најбитна, на тој начин функционира владата на Република Македонија, институциите на системот, се слуша мислењето на граѓаните, се почитува, значи нивните забелешки, нивните предлози се земаат во обзир и да се да биде во најнов ред и во позитивна атмосфера. Целта на проектот е на директна средба со земјоделците и бизнис заедницата да се дискутира за можностите и поволностите кои ги нудат програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Отворените денови завршуваат во февруари 2014 година, а во рамки на истите се предвидуваат посети на општините во Македонија за поголема информираност на земјоделците и интензивно искористување на средствата од финансиската поддршка што им се нуди.